Good evening. This is Peter Vertkovsky on 2NUIFM 103.7 in Newcastle in Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Ньюкастел и околината, нешто за здравието и нешто за Македонија. За сите горе наведени редоследни програми со вас е вашиот водител и уредник на македонската радиопрограма овде во Ньюкастел, Австралија, Пеце Вртковски. Да ги проследиме соопштенијата. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски. По повод празнувањето на еден од најголемите христијански празници, празник над празниците, како го нарекуваме Христовото воскресение, празникот Великден. Традиционално, како и секоја година, пред овој голем настан, се осветуваат или прочистуваат домовите преку внесување на крстот Господов и осветување на водата во истите. Утре, понеделник, 23 март, се оди во следните населби: Адамстеон, Адамстеон Хајт, Котара, Лемтон, Њу Лемтон, Бротмедо и Меривода. Важно соопштение од управата овде во Ньюкастел при нашата православна црква Пресвета Богородица. Се бара помошник при труп на попот Пецо Петровски. За повеќе информации, јавете се кај председателот Саше Стојчевски на 0408 490148. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Стивен Колтовски на 49 684649, а полните да ги донесите кај Стивен во сабота на 28 и недела на 29 март. Значи се продолжи времето на пакетите за Сиднеј.
Придружете се на часови по македонски народни игри и танцови, да ги откриете енергичните ритми и традиции на македонската култура преку овие танцови. Дојдете секоја среда од 5:30 сатот попладне во нашиот македонски културен центар на 14 School Street Бродмедо, за да научите традиционални македонски ора во забавна и пријатна атмосфера. Еве зошто треба да се придружите. Прво, поврзете се повторно со нашата македонска култура. Воздигнете го богатството и наследството на Македонија, а потоа пренесете го на идните генерации. Второ, запознајте нови пријатели, изградете нови и трајни пријателства со наши луѓе со заеднички интереси. Трето, останете активни и здрави. Танцувањето е одличен начин да останете фит, додека се забавувате со пријатели од македонската заедница. Четврто, научете нови ора и начин за како да се приклучите во свадби, прослави и гранки во македонската заедница преку овие ора и танцови. За сето ова не е потребно искуство. Сите возрасти, вклучувајќи ги и најмалите деца, млади и возрастни, сите сте добро дојдени. Ве очекуваме сите заинтересирани секоја среда од 5:30 сатот попладне во нашиот македонски културен центар Ньюкастел. За повеќе информации околу тоа, обратете се на Facebook страницата на македонската заедница Ньюкастел. Како што знаете, се одржува ручек во нашиот македонски културен центар секој четврток од 9:30 до 1 сатот после ручек. Се игра бинго, се игра шах, се игра домино, се гледа македонска телевизија до 1 сатот после пладне. Бингото се игра од 10 до 11:30, после се дава ручекот. Сите заинтересирани, јавете се кај Сузи Цветановска на 0434 429166 или кај Сузи Лајмановска на 0431 117602. Цената за овај ручек е $20 по лице со 4 врсти јадења. Нешто за нашиот град Ньюкастел, за се што се случува през неделата и секоја недела. Како и секогаш овде во нашиот македонски културен центар, секој понеделник и четврток имаме собир на пензионерски мембери во поголем број, каде се занимаваат некои со играње карти, други со играње домино, трети со играње на шах, а пак останатите гледаат македонски канали со музика и се друго. Исто така во овие сати за занимавање послужени се пензионерите со кафе, чај, бисквити. Во четврток имаме ручек со разноврстни јадења и пијалоци за минимална цена. Исто се игра бинго пред ручекот. Во среда се одржува тренинг со играрната група Стив Наумов, а наскоро ќе продолжи нашето македонско школо со часови по македонски јазик. Како и сите фудбалски тимови, и ние имаме јуниорски тимови и сениорски тимови во голем број од најмали години, кои се надпреваруваат во Маја Пак Бродмедо. Многу е важно да најавиме дека во нашата македонска црковна сала можете да организирате разни свечености, како свадби, крштевки, родендени и други веселби. За сето тоа може да се јавите кај председателот Саше Стојчевски на 0408 490148 и кај секретарот Крис Веловски на 0414 296910 за повеќе информации. Како што најавиме, порано нашето македонско школо започнува да се регистрира дечина во истиот ден кога тренираат играрната група, секоја среда од 5:30 сатот после пладне. Да проследиме нешто и за здравјето. Медот е корисен и здрав за секој дел од човечкото тело. Во антиката медот се сметал за храна на боговите. Поради своите лековити својства се користел за спречување разни болести, а пак египјаните го користели во козметиката. Поради своите антибактериски својства, како и фактот дека е полн со антиоксиданци, медот е идеален за зајакнување на имунитетот. Покрај тоа, антиоксидансите во медот се поврзани и со намалена опасност од срцеви заболувања. Ново истражување покажа дека редовната употреба на мед го ограничува зголемувањето на шеќер во крвта и го намалува нивото на холестерол и триглицериди.
а холестерол во телото може да влие на мозокот и нервниот систем, поради што е важно редовно да се консумира мед, препорачуваат стручњаците. Медот може да се комбинира со топло млеко или чај од камилица, што ќе предизвика ослободување на серотонин, што потоа се претвора и во мелатонин, хормон за квалитетен сон и овозможува поубаво спиење. Тоа ќе помогне против стресот и го подобрува помнењето. Поради антиоксидансите, медот е идеален и за чистење на кожата и телото од токсини, како и за проблеми со телесната тежина. Само заменете ги сладките со мед. Така, покрај намалувањето на желбата за сладко, се внесуваат и хранливи јаглени хидрати, што е корисно, например, при тренинг и вежбање. Почитувани слушатели, сега ќе слушнеме една убава песна од Драган Трајановски. Песната носи наслов Наде. Да ја слушнеме. Рујна зора
na moje srce ceno, ogin goreše. Na moje srce ceno, ogin goreše. Oj ceno, ceno, sevda golema, izgore me ceno mori, zapali me dušo. Oj ceno, ceno, sevda golema, izgore me ceno mori, zapali me dušo. На сите ни е добро познато дека љубовта не познава граници. За една таква љубов ни раскажува оваа песна.
жанам, ему се моли. Земај ме лудо,
budeš blizu do mene, srce oke mi izleze, v oči štom te pogledam, dušava rastreperuva. Nad zid odgledam ikona, na tebe mi zaličuva, kade i da se zavrtam, na tebe se mi mirisa. Što majka veše što te rodila, so kakvo mleko te zagojila, po koja voda ti si krstena, ej što si ubava. Što majka veše što te rodila, so kakvo mleko te zagojila, po koja voda ti si krstena, lična Makedonka. I ne znam da li te dočekam, ko sada ti zamrsam, u sni da ti baknuvam, snaga da ti miluvam. Što majka veše što te rodila, so kakvo mleko te zagojila, po koja voda ti si krstena, ej što si ubava. Što majka veše što te rodila, so kakvo mleko te zagojila, po koja voda ti si krstena, lična Makedonka. Što majka veše što te rodila, so kakvo mleko te zagojila, po koja voda ti si krstena, ej što si ubava. Što majka veše što te rodila, so kakvo mleko te zagojila, po koja voda ti si krstena, lična Makedonka. Tropni mi na
podnapivam, taka si se vraćam, kaj što mi se site, 2-3 čaški mi ležat ranite. Da li beše greška što si zaminav, jabana je teška, ne ja naviknav, lozjata mi fala, ti planinite, senkata podabot i rodninite, miris od nadoma, dvor od kućata, tamo mi je umot, a i dušava. Tuđo nebo gledam, naši pesni pejam, gajret ja si davam, taka živejam. Ako ima ušte, eden život Bože, da me vratiš doma, vaka ne može. Da li beše greška što si zaminav, jabana je teška, ne ja naviknav, lozjata mi fala, ti planinite, senkata podabot i rodninite, miris od nadoma, dvor od kućata, tamo mi je umot, a i dušava, tamo mi je umot, a i dušava. Да проследиме нешто и за здравието. Зелен чај за поздрав метаболизам, чистење на цревата и битка против тежината. Полни со мешавина од природни состојки, овошје, зеленчук, билки и зачини. Напитоците за детоксикација се здобија со популарност поради нивните здравствени придобивки. Некои познавачи посочуваат дека специфичните пијалоци за детоксикација може да помогнат во зајакнување на човечкиот метаболизам, чистење на цревата и ослободување од вишокот калории. Исто и вишок килограми. Така и зелениот чај е познат по сите своји сводства и битката против тежината. Покрај тоа се верува дека катехините во зелениот чај го поттикнуваат дегестративното здравје со смирување на цревата и поддршка на природните процеси за детоксикација на телото. Комбинацијата на овие фактори го прави зелениот чај корисна состојка во пијалоците за детоксикација, дизајнирани да го зајакнат метаболизмот, да ја подобрат работата на цревата и да помогнат во губењето тежина и балансиран и здрав начин на живот. Зелениот чај содржи антиоксиданси кои што може да помогнат во заштитата од оштетување на клетките во телото и воспаление. Зелениот чај содржи големи количини на антиоксидансите, наречени катехини, кои помогаат да се спречи надуеноста. Истражувањето покажуваат дека овие катехини може и да го спречат растот на штетните бактерии во цревото. Да проследиме нешто и за Македонија нешто. Римјаните своевремено биле највешти градители.
биле со најдолга традиција во градењето патишта. Ја увиделе предноста од силните комуникации со сите краишта. Нивните градби оставиле длабока трага во историјата. Најславниот од нивните патишта, патот Вија Егнација, врви и низ Македонија. Тој е најдолг пат граден без престан цели 44 години. Римската магистрала е изградена околу 146 години пред нашата ера. Името го носи на Гнеј Егнаци, проконзул на Македонија што ја изградил. Се простирала преку Илирија, Македонија и Тракија, преку денешна Албанија, Македонија, Грција и Турција. Направена е за да се поврзат јадранските колонии со Византиум. Најскапиот градежен проект долг е околу 800 километри, а во Македонија се протегат 112 километри, кои се обележани и маркирани со CPS уред. Таа била важна стопанска и стратегиска магистрала со векови и еден од најважните патишта во Византиската империја. Најславен римски пат. Делови од ова значајна магистрала и ден-денес се среќаваат во Македонија. Трасата на Вија Егнација започнува од границата со Албанија и минува низ нашата земја, поминува покрај Струга, Дебарца, Охрид, Ресен и Битола и продолжува во Грција. Годините го натежнале над патот. Избледели остатоци, камењата нашле примена на некои други цели, се реконструирало во огради, завршиле во нечии дворови, се криеле под грмушки, потонале во земја, на некој пат никнал и нов пат. Во Родожда, на 10 минути од крајбрежјето на Охридското езеро, останал дел од фомазниот пат, сличен на Калдрма. Овде јасно се познава патот, силни траги останале. Тој е правлив, нерамен, запоставен и незаштитен. Само локалното население го гази патот, го користи за прошетки, за транспорт на дрва со своите коњи и магарина за пасење на добитокот. Во текот на тригодишните кампањи реализирани се археолошки реконицирања и топографски обсервации на патот Вија Егнација, врз основа на кои е дојдено до следните резултати. Трасата на Вија Егнација започнувала од Албанија, поточно од Драч, па завршува во Цариград, денешен Истанбул, минувајќи низ Македонија и северниот дел од Грција. На територијата на денешна Северна Македонија правецот на движење на овој пат започнува од изворот на Шулгет, веднаш под граничниот премин Кафасан, лево до патот на Лин, Подградец, во кругот на поранешна воена касарна, каде што може да се сретнат остатоци од подградниот зид, кој е граден од полигонални, пред се ромбовидни каменови блокови. Зачуван е во должина од околу 30 метри, а во височина од над 2 метри, и истиот тој припаја не само на Вија Егнација, туку и на Старобалканскиот, Кандивискиот и Лирскиот пат. Правецот на движење продолжува од селото Родожда, каде што е зачуван во должина од 100 метри, па во правец Калишта, Струга, Подмолје, следејќи ја линијата на Езерскиот брег, врз која е послан стариот пат Струга Охрид. Понатаму го следи правецот кон Свети Еразмо и продолжува кон градскиот дел од денешен Охрид. Излегува од градската средина и продолжува кон Ресен преку Буковскиот мост, Прентовиот мост, Бистреновскиот мост, ја преминува Лажачка река преку Коњскиот мост. Во атарот на селото Доленци, каде што се наоѓа воен логор, Кастром, се среќаваат остатоци од Римскиот мост и дел од трасата. Продолжува кон Хераклеја, Линкештин и оди во правец кон соседна Грција, каде што во атарот на селото Драгош се пронајдени остатоци од конструктивните елементи на патот. Тоа не информира Миле Велчовски, археолог, советник, конзерватор при
Националниот конзерваторски центар Скопје. Да ги проследиме уште една соопштенијата. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски по повод празнувањето на еден од најголемите христијански празници, празник над празниците, како го нарекуваме Христовото воскресение, празникот Великден. Традиционално, како и секоја година, пред овој голем настан се осветуваат или прочистуваат домовите преку внесување на крстот Господов и осветување на водата. Утре, понеделник 23 март, се оди во следните населби: Адамстеон Хајтс, Котара, Лемптон, Њу Лемптон, Бротмедо и Меривода. Важно соопштение од управата овде во Њукастел. Се бара помошник на попот Пецо Петровски, тоа е притруп, овде во нашата православна црква Пресвета Богородица Њукастел. За повеќе информации јавете се кај председателот Саше Стојчевски на 0408 490148. Како што знаете, се одржува ручек во нашиот Македонски културен центар секој четврток од 9:30 до 1 сато после ручек. Се игра бинго од 10 до 11:30, после се дава ручекот. Сите пензионери играт шах, играт домино, играт карти, некој гледа македонска телевизија. Сите заинтересирани, јавете се кај Сузи Цветановска на 0434 429166 и кај Сузи Лајмановска на 0431 117602. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Стивен Колтовски на 49684649, а полните да ги донесите кај Стивен во сабота на 28 и недела на 29 март. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма. И на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната недела во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатното слушање од мене Пеце Вртковски. Имајте пријатен ден и чувајте го вашето здравје. На сите ви благодарам што бевте со македонската радиопрограма во изминативе 60 на минути и ви посакувам со нови сили и топла енергија да го дочекате утрешниот ден. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI-FM 103.7 in Newcastle and Hunter. This is Peter Vrtkovski. Please join me next Sunday, same time. Good night.